Далиборка, делегациите веќе пристигнуваат во Скопје. Точно така, Весна, дел од делегациите пристигна уште вчера, некои ќе дојдат утре, но повеќето ќе пристигнат денеска. Меѓу нив е и американскиот државен секретар Ентони Блинкен, кој, како што кажа веќе и ти, за околу час и половина треба да има средба со председавачот на ОБСЕ Бујар Османи. Подоцна тој ќе присуствува на неформалната вечера што се одржува во 19 часот во хотелот Александар Палас. Точното време на пристигнување на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров се уште не се знае. Исто така и агендата на неговите средби, која ја најави портпаролката Захарова, која пак кажа дека тој имал повеќе барања за билатерални и за мултилатерални средби, дека тие ќе се одржат, но дека подоцна ќе откријат точно со кого ќе се сретне и во колку часот. Поради неговата посета овде на состанокот во ОБСЕ, своето учество го откажа украинскиот министер за надворешни работи, а кон бојкотот се придружија и министрите од Балтичките земји Летонија, Естонија и Литванија. Поради овие проблеми, поларизацијата внатре во организацијата, но и постојаното вето од Русија и од некои други земји, особено за буџетот, организацијата веќе неколку години практично и не може да функционира, загрозени се и нивните мисии. И српскиот министер за надворешни работи, кој утре се очекува да пристигне во Скопје, денеска изјави дека ова ќе биде тешка средба. Предлагам да ја чуеме неговата изјава. Nije lako funkcionisanje ove organizacije, imajući u vidu da je konsenzus način odlučivanja i imajući u vidu da do sada gotovo da nije bilo moguće postići bilo kakav dogovor o nekim zajedničkim stavovima, o tim najvažnijim i gorućim pitanjima. Zato je ovaj sastanak značajan. Kao što ste videli, učestvovaće i ruski ministar spoljnih poslova, za razliku od prošlog sastanka u Poljskoj gdje on nije bio pozvan, što ja mislim da to je bila intencija i zapadnih zemalja da se pozove ruski ministar, da bi se probalo da se dođe do nekog kompromisa oko budžeta, oko načina funkcionisanja cele organizacije. A da ne pričam o tome koliko je ugrožena ta organizacija koja je napravljena da bude jedan forum, odnosno platforma za prevladavanje sukoba, odnosno konflikata, i koja je napravljena u vreme hladnog rata i postojanja dva bloka i za prevenciju sukoba. Tako da biće veoma težak verovatno taj sastanak u Skoplju. Своето присуство го најави шефот на европската дипломатија Жозеп Борел, кој вечерва треба да се сретне со премиерот. Ковачевски утре ќе го отвори состанокот на ОБСЕ, пошто ќе следат сесиите. Има повеќе теми за разговор, меѓу кои, како што веќе кажав, е проблемот со буџетот и мисиите на ОБСЕ. Исто така ќе се разговара за отворените прашања, отворените војните конфликти. Во сесиите се однесуваат на повеќе теми, меѓу нив се и на климатските промени, влијанието на безбедноста на луѓето. Исто така ќе има и за сесија за правата на жените, за новинарките, безбедноста на новинарките, и за крај ќе биде подпишана и изјава за борба против корупцијата во југоисточна Европа. Овој состанок формално ќе биде затворен дури во петок, кога ќе има и пресконференција на председавачот на ОБСЕ. Весна?